преспански договор за кој немате. Не, ние, вие имате. Не, за ја кој... не го гласа, вие го Па гласа. да, тоа сакам да кажам. Да, да. За кој немате став. Фала Богу се разликуваме. Имате. Како немаме став? Имате. Како немаме став? Имате иднина со Бугарија која треба да ја преговарате. Вие може имате ако иднина направите со ново Бугарија. парламентарно мнозинство и сега да прашувам како ќе реагирате. Еве, одговори ми. Еве, кажи. Дали ова е прашање? Ја те прашувам. Зашто да не, добро. Повели, кој е вашиот став? Добро, малку излегуваме, се поместуваме од темата околу изборните резултати. Ова е на водата на Илија ова. Не, Ова е таман прашање. Парламентарно мнозинство. Кажете го вашиот став као партија. Значи, во студио сите тројца сте или актуелни или поранешни новинари. И сега јас сум изложен на ваков. Не, но ќе одговор. Ја те прашувам на одна партија. Јас не, може вака. Јас не можам да, значи, еве, ќе ако дозволите ќе му одговарам да не. Ве сакам да го слушам вашиот став. Мојот став, така? И ставот на партијата. Не, ставот на партијата си го носат партиските тела. Јас значи немате став по партијата, вашиот став кажете. Господин Езиков, значи вака. Па немате став. Преспанскиот договор е најголема неправда. Ајде. Да, дозволете сега. Така. Тоа е оценка. Не бидете агресивен. Преспанскиот договор е најголемата неправда која што му е нанесена на македонскиот народ. И легитимно е да се бориме тогаш таа неправда да ја отстрани. Дали сте задоволен со ова прашање? Не. Со однос на Бугарија, исто така ќе ви дадам многу прецизен договор. Тоа што го бара Бугарија од Република Македонија е апсолутно неприфатливо, па макар и не почна да преговори. Ново парламентарно мнозинство, кој ќе биде вашиот став? Тоа што Бугарија го бара од Република Македонија, промена на идентитет, прифаќање на бугарски концепт на историјата, е апсолутно неприфатливо и по цена на одложување на процесот за почеток со преговори со ЕФТА. Точка. Завршуваме